Сега во следните содржини линковски ќе вклучиме нашата колешка Викторија Петровска, каде што ќе разговара со Марија Конеска. Ова е многу актуелна тема, ја имавме понеделнички, меѓутоа сега малку и во друг контекст и во друго прашање. Врсничкото насилство остава траги. Како да помогнеме на децата да се изборат со овие последици, кои што кога сите нели ги погледнавме, останавме вчудо невидени и вџашени и секако дека имаме неубави чувства кога гледаме нешто такво и сакаме сите кои што луѓе се со емпатија да помогнеме на било каков начин. Меѓутоа, еве, оставам Вики, добро утро до тебе, добро утро до нашата гостинка и да слушнеме нешто повеќе токму за ова сите не интересира. Добро утро, драга Слободанка. Поздрав до сите вам во студиото, меѓутоа и до сите кои ни се вклучиле од рано наутро во Добро утро секој утро. Секако многу важна тема, посебно во едно брзо време и секојдневие, кога за жал гледаме се понагорен тренд на меѓуврсничко насилство, кое што навистина остава длабоки и трајни последици, кои што го следат детето се до неговиот развој во зрелоста. За сето оно кое што ја следи оваа тема, утринава јас во прво лице разговарам со психолог Марија Конеска од Центарот Маша Марија. Многу ви благодарам што токму на оваа тема ќе говориме утринава и ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од утринската на телевизија Алфа токму за менталното здравје кај децата и меѓуврсничкото насилство. Марија, како сте? Ви благодарам. Добро утрински, благодарам на поканата. Добро утро на гледачите и на вам како телевизија. За жал, може би нагорен тренд на меѓуврсничко насилство во едно брзо време, навистина и за децата и за родителите, време со малку поизместени вредности, ние некаде позади камерите споделивме нешто повеќе. Кои се причините, Марија, за сето ова кое што го гледаме и забележуваме денес? Самото врсничко насилство произлегува од сето она, најмногу денес произлегува од сето она кое ни се случува како брз развој и брзи промени во општеството, кои придонесуваат помалку да бидеме присутни како родители во развојот и развивањето и растењето на нашето дете од една страна, од друга страна самиот тој брз развој и промени влијаат директно на развојот и растењето, односно на создавањето на личноста токму на нашето дете. Самото дете расте токму измеѓу тие промени, а и ние како родители и како стручни соработници, како општество се наоѓаме токму измеѓу нив на една крстосница каде што навистина е многу тешко да се следи таа брзина и да може без стрес, стабилно и смирено да се расте едно дете. Ова е навистина тешко време кое придонесува пред се да се изместат вредностите и кај семејствата, да се изместат и согледувањата како треба да се живее, како треба да се вреднува и да се сака едно дете, а од друга страна како треба самото тоа дете да се гледа во ова општество самото себе. Така, меѓуврсничкото насилство не се случува преку ноќ, тоа тлее и ете кулминира, не дај Боже, во едни такви екстремни случаи и ситуации. Кој потврла во сето ова најмногу? Така, не се случува преку ноќ, како што кажавте, меѓуврсничкото насилство си има позадина, си има приказна на назад од каде произлегува, затоа што децата не се раѓаат насилни, не се раѓаат токму такви, токму овие состојби и сето на кое го гледаме веќе во последниот период и се случува не само како мисла и чувство кај децата, туку и како многу сериозна реакција, не е преку ноќ случено, туку е една приказна која се случувала на назад во неговиот живот и на децата кои гледаат и на децата кои се жртви на меѓуврсничко насилство и најмногу секако на децата кои го прават ова меѓуврсничко насилство. Самото меѓуврсничко насилство најмногу причини и корени има во раната возраст, односно во растењето и развојот на детето, односно во домот на детето, таму каде што детето учи што значи да се сака другиот, што е емоционална сигурност, емоционална блискост, како треба да се однесува со другиот и колку чувствата на другиот се важни. Тоа се учи од родителите.
може да кажеме дека училиштето носи одговорност за доедукација и нормално највоспитан дел преку кој треба да се едуцираат децата и да се водат на еден прав пат, односно да му обезбедат емоционално безбедна средина. Но од другата страна мораме да напоменеме дека родителите се тие кои го започнуваат развојот на детето, односно ги започнуваат вредностите кај детето кое ги развива понатаму во животот. Дали понатаму во животот соврсниците и во училишните клупи или во дружбата и во општеството ќе стекне и по инакви случаи, тоа е сосема сигурно и нормално дека ќе стекне. Но како тоа дете ќе реагира, многу зависи од начинот како го растеме и воспитуваме како родители, а подоцна како ние му подпомагаме во целиот тој систем, општествен систем, врсниците кои се секакви, на секе најде тоа дете и онај образовен систем низ кој треба да помине. Да, токму така родителите како една клучна алка во тој синџир за раст и развој кај децата, колку е важна комуникацијата родител-дете, како родителот ете можеби најлесно да препознае дека неговото дете е жртва на семејно на врсничко насилство, од друга страна како да препознае можеби дека неговото дете врши насилство и кои се советите кои што најчесто ги упатувате до родителите кои што се засегнати од сите овие вакви случаи? Родителите можат да забележат кај своето дете дали е жртва на меѓуврсничко насилство или има некоја желба да навредува, да повредува, затоа што меѓуврсничкото насилство е повеќе од удар, односно самите зборови се меѓуврсничко насилство, самото злоставување на едно дете меѓуврсничко насилство и самото тоа злоставување може да донесе и до агресивно однесување кај детето кое е злоставено исто така. Родителот може да познае пред се по однесувањето на своето дете кое го гледа и согледува секој ден, затоа е многу важно да сме квалитетно присутни во животот на децата и секојдневно да зборуваме за нивните емоции, каде што може да забележи одредена повлеченост, најнапред ситни промени, несакање да оди во училиште, одбива да излегува со врсниците, се повлекува, намалува успех, може и да не намали успех, но секако има промена. Одбива да јаде, се повлекува во својата соба, помалку зборува со своите родители. Родителот мора да забележи. Ние може да бидеме свесни за сето она што се случува надвор како родители и најнаш да бидеме загрижени за нашето дете и да помислиме дека, знаете, нашите деца се секако дел од целите тие случувања, затоа што секојдневно веќе ги гледаат. Но што се случува конкретно со нашето дете, треба да бидеме повеќе присутни во животот на нашето дете, емоционално блиски, за да може да го спознаеме и дали врши еден вид на такво насилство, што е можно да се случи, но најмногу е важно која е причината за да дојде до сето тоа. Може да спознае преку однесувањето, затоа што детето веднаш нема да дојде да ни каже дали е повредувано или дали има одредена желба некого да повреди и која е причината позади сето тоа. Ние треба да бидеме присутни како родители и да ги забележиме тие промени кои ги споменавме во однесувањето на детето. Така, од друга страна, колку овие последици го следат детето низ неговиот раст и развој, па дури и во зрелоста, алудирам на тоа колку е потребна стручната помош и каде е местото тука на психолозите кои што треба да работат секако со децата и колку тоа е пракса денес. И на децата кои вршат насилство и повеќе децата кои се жртви на насилство, дефинитивно има огромни промени кои се случуваат од психички аспект, понатаму кои влијаат на неговиот иден развој и на животот. Најмногу на сликата за себе, затоа што тоа дете ќе изгуби позитивната слика за себе, ќе има помала вредност за самиот себе, помала верба во самиот себе и понатаму ќе се оддалечува од врските и погледот кој ќе го има на светот и на другите луѓе најчесто е негативен и му влијае на врските понатаму, му влијае на работата на детето понатаму, односно на возрасен човек кога ќе биде, односно и на самиот негов успех воопшто понатаму, затоа што самодовербата е на многу пониско ниво. Дефинитивно тука ние како стручни соработници играме на голема улога и сме благодарни што се обраќаат и родителите и децата стануваат навистина посвесни да разговараат со стручно лице, да побараат помош, да побараат техники како да се справат со сите овие емоции кои постојат кај нив.
и сите овие состојби во кои се наоѓаат, така да ние тука подпомагаме и на едните и на другите, им подпомагаме пред се на родителите како да се справат со сето ова, потоа на децата, најмногу децата кои се злоставувани да не ги изгубат вредностите кои ги имаат и да се навратат на самите себе, како и техники како да се справат во една ваква во вакви ситуации во кои се наоѓаат секојдневно, како и на децата кои вршат насилство. Сето тоа е процес кој е заеднички со други стручни лица, пред се со родителите кои треба апсолутно да се вклучени во целиот овој процес. Целиот тој процес не трае кратко, трае долго, затоа што за да се дојде до една таква состојба, исто така кажавме дека тоа е една приказна која траела наназад, така да задоволни сме што воопшто се обраќаат и целиот тој процес многу подпомага во овој дел, затоа што имаме голема свесност околу тоа, но има уште многу голем дел кој треба да се доедуцира, треба општествена промена да се направи за да може ова да не се шири, а не само тие кои се свесни да дојдат и да побараат психолошка помош. Марија, многу ви благодарам што утринава и те споделивме малку повеќе за оваа тема која што е навистина многу актуелна и за која што навистина е многу важно да се говори, меѓутоа и да се работи секако во прво лице од вас на првите линии на фронтот, секако во борбата против меѓуврсничкото насилство. Се надевам дека повторно ќе ве имаме во утринската програма. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас и на гледачите. Да, децата навистина не се раѓаат како насилници, не се раѓаат како агресори, како уживатели на агресијата. Со нив мора постојано да се работи, мора да се следи нивниот раст и развој и секако да им се посвети многу љубов и внимание од сите оние во алката, односно во синџирот на раст и развој кај дечињата кога станува збор токму за нив. Ова утро разговарам со психолог Марија Кунеска за темата меѓуврсничко насилство. Студио, дали имаме некое дополнително прашање? Викторија, многу ви благодарам за овој разговор кој што е добре дојден за сите нас и ти убаво си кажа, на дечињата им е потребна многу љубов и многу внимание. Убаво кажано. И тоа се причините поради кои што тие ќе израснат во здрави личности.